Добро вечер, ви благодарам што сте со нас, а во ова централно издание на Дневникот ке гледате. Митрополитот Агатангел со порака да се зачува јазикот, оти ако немаме јазик, немаме и држава. Демир Капија, Неготино, Кавадарци и Лозово денеска го чествуваа празникот Свети Трифун, заштитникот на лозарите. Опожарени две возила на улица Лазо Осмаков во Велес. На празникот на лозарите Свети Трифун од Кавадарци, митрополитот Повардарски Агатангел со порака до македонскиот народ: ако немаме држава, ке немаме црква. Ако немаме црква, немаме ни држава. Во овие тешки времиња да се избориме да го зачуваме нашиот свет македонски јазик, јазикот на светите браќа Кирил и Методи, порача митрополитот Повардарски господин Агатангел од Кавадарци на чествувањето на празникот Свети Трифун. Го молиме нашиот македонски народ и сите оние добро намерни народи кои живеат во ова наше мултикултурно општество да не се плашат да кажат не за кантонизација, да не се плашат да кажат не за двојазичност, но како зеницата во окото да си го чуваме јазикот, да си ја чуваме државата и да си ја чуваме нашата света македонска православна црква. Да не се занесуваме со што се случува во Швајцарија. Оние кои не знаат, во Швајцарија живеат три нации, три народи. Германци, живеат французи и италијани. Германците имаат своја матична држава, италијаните имаат своја матична држава, французите имаат своја матична држава и затоа нема никакви проблеми. Надпревари во кроење лоза, избор за најдобро домашно вино и ракија, подготовка на специјалитети карактеристични за тиквешијата, се само мал дел од овогодинешната програма која што општина Демир Капија ја има по повод Свети Трифун, заштитникот на лозарите. По повод одбележувањето на празникот присуствуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, заедно со евроамбасадорот Самуел Жбогар. Катерина Нацева со деталите. Годинава по седми пат во општина Демир Капија се крена фестивалското знаме како знак за почеток на прославата по повод Свети Трифун. Да има богат род и берекетна винска година, со оваа мисла се закрои виновата лоза. За лозарите празник над празниците, за општината ден на едно место да се соберат производителите и откупувачите. Оваа година нека биде година која ќе донесе богат и квалитетен род, но и добар пласман за земјоделските производи. Да се надеваме дека и оваа година ќе биде успешна за сите земјоделци од нашиот крај и ќе им донесе добра заработка. Овој празник значи почеток на нова винска година која ќе донесе богат род. Нека оваа година биде уште поберекетна, им посака председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Во духот на нашата традиција, Свети Трифун е денот кога лозарите ги закројуваат лозјата и посакуваат годината да биде родна и благородна. И целиот труд и целата мака да бидат наградени на есен, кога ќе се собере грозјето. Посакувам нашето грозје и нашето вино да биде што поприсутно како на домашните, така и на странските трпези. Посакувам многу повеќе туристи да доаѓаат и да ги посетуваат нашите винари и винскиот туризам да се развија во Македонија. Од убавото македонско вино овој ден се заслади евроамбасадорот Самуел Жбогар, воедно заблагодарувајќи му се на градоначалникот за досегашната заедничка соработка. It's my first time to be present at the pruning of the trees. Учествувам во закројување на лозницата. Обично секогаш доаѓам на крај во есен само за собирање на грозјата. Да изразам голема благодарност за соработката која што Европската унија има со вашата
нашата општина. Јас со нетрпение очекувам и реализација на ред други следни проекти кои што ќе се реализираат во соработка помеѓу ЕУ и Демир Капија. Илјадници посетители од сите градови во Републикава, но и од странство, уживаа во доброто демиркаписко вино. Велат убаво е кога се негува и продолжува традицијата. Многу убаво, прв пат доаѓам, многу е убаво. Да. Многу убаво. Супер, сер. А најубаво нешто досега што сум видел во животот мој. Прв пат доаѓам. Прв пат. Како ви се допаѓа? Па убаво е. Многу природно, многу другарски, многу фино. Едноставно. Денеска празнуваат, а утре веќе влегуваат во нивите да започнат со извршување на тековните работи околу резидбата, но и прихраната на виновата лоза. Од Демир Капија се селиме во Кавадарци. Традиционално и оваа година во Кавадарци со закројување на лозовите насади и осветување на лозовите гранки со света вода и вино. На празникот Свети Трифун, лозарите му се помолија на својот заштитник Светецот Трифун за берекетна година и здрав род. Кавадарци го чествува празникот Свети Трифун, кој се смета како заштитник на лозарите и винарите. Лозарите традиционално со закројување на лозовите гранки му се помолија на својот патрон, Светецот Трифун, за плодна и берекетна година. Утринава во црквата Света Петка се одржа света архиерејска литургија со која чиноначалствуваа митрополитите Агатангел, Иларион и Тимотеј, а во дворот на црквата Свети Димитрија беа закроени трите винови лози. Го измоливме Спасителот Господ Исус Христос да даде берекетна година, навреме да има дождови, навреме да има сонце, лозијата да бидат здрави, плодни и, како што велат нашите дедовци и прадедовци, бовчите да се наполнат. Првиот човек на градот им посака на лозарите плодна и берекетна година со здрав род и навремено исплаќање на нивниот труд. Оваа година да биде подобра од минатата, односно од сите лоши години кои што поминале. Се молиме сите заедно под патронство на владиката и на владиците и на црковниот клер да нашите молитви ни ги послуша Господ и да ни даде една благосостојба во делот на лозарството и винарството, секако и во делот на исплатата на грозјето кој што директно зависи од винарниците кои што го откупија ја откупија минатогодишната реколта, а секако се надеваме и на нив да ја откупат и оваа година. На денот на виното ресорниот министер Михаил Цветков се сретна со лозарите и со градоначалникот Панов, при што разговараа за моменталната состојба на лозаропроизводителите и надминување на истата. Не треба да чекаме само Свети Трифун да ни помогне, него напротив да ни помогне да немаме временски неприлики, да немаме мрзнења, да немаме суши, да временските прилики бидат однака како што треба, а она што е наше е да ги премениме сите агротехнички мерки, како што реков, за да добиеме едно квалитетен род со кој што ќе бидеме конкурентни како на европските пазари, така и на светските пазари. Лозарите ги очекува тешка година во однос на ниските температури кои ги имавме пред неколку недели. Процентот на измрзнување е голем, што истовремено значи и помал род. Родот оваа година ќе биде многу минимален. Дали луѓето поединци нема ни гробче да скинат. Од целокупните површини очекувам дека ќе бидат во однос на минатогодишниот род негде ќе биде негде околу 40% од минатогодишното, значи 60 до 70%. Можам да речам дека има измрзнување на лозовите насади, кои што на поедини парцели е изразито и до 100%. Затоа ќе биде тешка година за лозарите, има луѓе кои што не можат ни заштитните средства да ги покријат. Апсолутно ќе треба да третират да дават, да инвестират од сопствен джеб. На градскиот плоштад денеска, како и секоја година, се продаваа и можеа да се дегустираат вина, жестоки пијалоци, маџун, мед и други производи. Приватните винарски визби и овој пат понудија квалитетна лепеза од вина со желба и годинава да имаат богат и квалитетен род на грозјето. Неготино и оваа година подготви богата програма со настани со која традиционално се одбележи празникот на лозарите и овоштарите Свети Трифун. Предавање за лозарите од страна на стручни лица, закројување на виновата лоза,
богата културно-уметничка програма, избор на најквалитетни вина и раки и други настани беа само дел од богатата програма. Празникот Свети Трифун се одбележа и во општина Неготино. Со закројување на виновата лоза, градоначалникот Ванчо Апостолов посака и оваа година да биде плодна и берикетна, исто како и минатата. Пред неготинчани тој порача дека локалната самоуправа и понатаму ќе ги поддржува лозарите, се со цел да се продолжи вековната традиција на лозарството. Имајќи ја предвид трудолюбивоста на лозарите од општина Неготино и нивната посветеност кон работата на лозовите насади, а со помошта од стручни лица, која секогаш им е на располагање, се надевам дека ќе дадат се од себе со вршење на одредени корекции при резидбата, штетите од брзнењето да бидат намалени. На традиционалната манифестација присуствуваше и заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Тој истакна дека поддршката за земјоделците и понатаму ќе биде приоритет на владата на Република Македонија. Особено радува фактот што минатата година родот беше со добар квалитет и квантитет и беа произведени околу 150 милиони килограми винско грозје или од 10 до 15% повеќе во споредба со просечното производство споредено со предходните години. Минатата година беше доста плодна, велат анкетираните лозари. Со оглед на лошите временски услови, тие годинава сметаат дека ќе имаат помал род. Оваа година добро беше, ама за оваа година ќе видиме. Многу избрзнаа луѓето. Земје е заштитено како што требаше од кроењето па натаму, ама времето не дозволи да набереме повеќе оваа година. Тоа е. Има оштетување, сега колку ќе видиме, ако не знаеме и ни самите лозари, ама тоа е тоа, нема друго. На манифестацијата присуствуваше и амбасадорот на Унгарија во Република Македонија Ласло Дукс. По завршување на официјалниот дел, присутните имаа можност да уживаат во богатата културно-уметничка програма и во вкусот на разните сорти на вина. А оние производители на најдобрите домашни вина и ракија добија награди и признанија. Зегин лозарство го одбележа Свети Трифун. Начинот на закројувањето му предходеше литургија одржана од свештеници од Повардарската епархија. Заштитникот на лозарите Свети Трифун денеска се прослави во Зегин лозарство. Начинот на закројувањето му предходеше литургија одржана од свештеници од Повардарската епархија. Ниските температури ќе го намалат годинешниот род, вели сопственикот Благој Механџиски, кој нагласува дека и понатаму Зегин лозарство ќе се труди да произведе квалитетен род, бидејќи од родот зависи и квалитетот на крајниот производ. Приносот ќе биде во однос на минатата година најмалце 20% по ниско ниво, али се надам дека квалитетот ќе биде па за 40% подобар, така да сепак со добра примена на идните третирање на нашите лозови насади, не само наш, мислам и воопшто на македонските лози, се надевам дека ние ќе добиеме во квалитетот. Зегин воведе нови методи и нов пристап кон обработката. Покрај усовршувањето на првото македонско медицинско вино, се произведува и маџун, кој освен што се пласира во земјава, истиот се извезува. Веќе извозиме за Германија, веќе во 7 земји, чак во Кина извозиме, што значи дека овдека се веќе применува фармацијата во виното. Ние повеќе идеме, сега сме на пат да го произведеме и медицинското вино. Голем е овој празник заштитник на лозарите, велат присутните. Па овој ден за лозарите значи закројување, да дава Господ берикет ни целата година. За лозарите огромно значење има. Ние, пример, некои како влюбените го прославуват и лозарите во љубовта и во виното. Да, и символично се закројува на денешен ден. Денеска е денот на закројувањето, да даде Господ повеќе берекет, за да имаме ние повеќе што да работиме годинава, да ни даде повеќе Господ здравје на сите. Зегин лозарство се простира на 500 хектари, од кои 300 се под лозија во атарот на општина Лозово. Лозовите насади се наводнуваат од браната Калиманци, систем капка по капка веќе е поставен на 30 хектари.
Денот на лозарите го честиташе и председателот на општинската организација на СДСМ Кавадарци Зоран Ѓоргиев, кој потенцираше дека во нивната програма План за живот во Македонија предвидени биле 6 милиони евра годишно како интервентен фонд за подршка на пласманот, како и формирање на цена неколку месеци пред бербата. Почитувани сограѓани, денеска е Свети Трифун, препознатливиот празник за кавадарци и тиквешијата, и празник кој се слави како заштитник на лозијата. На овој ден ги закројуваме лозијата и си посакуваме беричетна година. Дозволите ми од моје лично име и од името на општинската организација на СДСМ од Кавадарци, на сите лозари и лозаропроизводители, да ви посакам успешна и беричетна година. Се надевам дека веќе никогаш нема да се повтори бербата од 2016, која беше најлошата година за лозарите, можеби и во последните 30 години. И тоа не поради некаква природна непогода, туку поради фактот што половина од грозјето остана или наобрано, или скапа на нивите, или се свари под воровите како ракија. Винарските визби одбија да го откупат родот на лозарите под изговор дека имаат вишок на грозје и проблем со пласманот на вино. Два автомобили беа запалени ноќеска во Велес. Неофицијално едниот од автомобилите е во сопственост на поранешен пратеник и директор на познатата фабрика Благој Ѓорев од Велес, а второто возило изгорело како колатерална штета. Пожарот во пожарната го пријавил еден од станарите во блиската зграда. Дијана Иванова со деталите. Два автомобили изгореа ноќеска во Велес. Едниот е во сопственост на акционерското друштво Благој Ѓорев, другиот на физичко лице. Автомобилите биле паркирани еден до друг пред колективните згради во кои што живеат и лицата, сопственици на истите. Пожарот во пожарната го пријавил еден од станарите во блиската зграда. Нашите испаднале одма на лице место и пробале да интервенираат, односно кога стасале више гледате и сами дека двете возила, едното е целосно оштетено, другото е пола оштетено, пробале да изгасат и го е завршиле интервенцијата, извршиле у 4:20. Сепак оштетувањето ова возило назад што е зад нас пасатот, значи е највише оштетен при нашите интервенции. Се зависи кога е пријавен пожарот, у колку сатот е приметен, пошто во утринските сати многу тешко можеме да има движење на граѓани што би одма би пријавиле. Неофицијално Volkswagenот Passat, собственост на акционерското друштво Благој Ѓорев, кој најчесто било управувано од извршниот директор, кој инаку е поранешен пратеник, прво било опожарено. Тоа што одма до Passatот бил паркиран автомобилот Opel Astra е пресудно и овој да биде опожарен. На местото на настанот увид направи екипа на СВР Велес. Инаку за неполни 4 години во Велес запалени беа автомобилите на тројца суди, еден висок полициски службеник, комерцијалниот директор на Житовардар и сега овие два. Полицијата работи на расветлување на сите случаеви. Започна реконструкцијата во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи како дел од проектот изградба и опремување на 145 спортски сали и реконструкција на средни и основни училишта во Република Македонија. Во општина Велес дел од овој проект е токму основното училиште Свети Кирил и Методи. Истиот чини 5 милиони денари, а со него се предвидува реконструкција на спортската сала, подовите во 15 училници, но и ќе се постави нова фасада на стариот објект. Започна нова фаза на реконструкција во училиштето Кирил и Методи. Ке се менуваат подовите и инсталацијата во 15 училници. Потоа следува промена на фасадата. Со оваа реконструкција комплетно ќе се реновира училиштето, вели градоначалникот Славчо Чадиев. Градежните работи се дел од проектот изградба и опрема на 145 спортски сали. Претходно се сменети и сите прозорни училишта, сега сите подови ќе се сменат на овие уште 15 училници и со тоа се заокружува процесот на реновирање на овој дел од училиштето. Тоа значи дека ќе се вложат околу 5 милиона денари, зависи како ќе завршат целокупните работни задачи што се представени по проектната документација и со тоа се заокружува процесот да овие 4 години во изминатиот период кога сум јас градоначалник на општина Велес, да во образованието бидат досега внесени 1.029.000 евра
пари кои што се инвестирани во училиштата. Оваа реконструкција доаѓа во годината кога училиштето прославува јубилеј од 160 години од постоењето и за нас представува само потик, она што го започнавме пред 3 години, сега да го завршиме, вели директорката Анита Станинова-Мирчевска. Пред 2 години беше направена една голема реконструкција. Значи тогаш се поставија ПВЦ прозори, се промени комплетно кровот во училиштето, се постави нов под во новиот дел на училиштето, се постави термофасада во новиот дел на училиштето, а сега еве започнавме и со овој дел. Така да за неполни 3 години е направена една комплетна реконструкција, што би рекле народски, од глава до пети комплетно на ова прекрасно и едно од најквалитетните училишта во Македонија. Општинското основно училиште Кирил и Методи е едно од најстарите училишта во Македонија, кое минатата година од Државниот просветен инспекторат беше прогласено за најквалитетно училиште во државата. Градоначалникот Чадиев вели дека тоа се должи на определбата на локалната власт да инвестира во подобрување на условите во кои што се образуваат учениците во Белес. Последните 4 години во модернизација на образовниот процес, градоначалникот Чадиев нагласува дека се вложени скоро 1 милион и 30 илјади евра. Околу 600 пензионери од 21 здружение денеска беа во Кавадарци и го чествуваа празникот на лозарите Свети Трифун. На денешната манифестација беше подпишана повелба за збратимување на пензионерите од Кавадарци и пензионерите од Перник, Бугарија. Човечкиот дух не старее со годините, а тоа најубаво се огледа во веселиот амбиент кој го приреди Сдруженијето на пензионери од Кавадарци по повод заштитникот на лозарите празникот Свети Трифун. Околу 600 пензионери од 21 здруженија од Републиката имаа можност да присуствуваат на традиционалната средба која Сдруженијето на пензионери од Кавадарци секоја година ја организира во градот на виното и грозието. На прославата денеска беше подпишана повелба за збратимување на пензионерите од Кавадарци и пензионерите од Перник, Бугарија. Ние секоја година организираме традиционално дружење и го чествуваме и го славиме празникот Свети Трифун. Празникот Свети Трифун е лозарски празник и денеска ќе извршиме свечено закројување на виновата лоза. Закројувањето на виновата лоза ќе го изврши подпредседателот на извршниот одбор на Сојузот на пензионери на Македонија, господинот Салтир Каровски. Пензионерите масовно се придружија и го чествуваа денот на лозарите, започнувајќи со традиционалниот чин на закројување на првите прачки од лозјето, па се до највеселите песни и ора, како и забавните активности кои не изостанаа ниту оваа година. Лежуваме значајни настани на кои се дружиме, се зближуваме и пренесуваме искуства помеѓу нас. Денеска сакам посебно да нагласам можноста на домаќинот Сдруженијето на пензионери Кавадарци да направат збратимување, здружување и со пензионерите од соседна Бугарија. На прославата се беше во символиката на Свети Трифун, од вино, ракија и маџун па се до највеселите ора и песни. Како и многу пати досега се потврди ова дека е најзабавната и најмасовната средба на пензионери на ниво на цела држава. Кавадаречките пензионери уште еднаш докажаа дека се лидери и одлични домаќини во организирањето на вакви настани и знаат како да го привлечат вниманието на пошироката јавност. Оваа традиционална средба од година во година прераснува во се побогата и побројна. Сдруженијето на пензионери од Кавадарци се одликува со голема креативност и активност и полека прерасна во едно здружение со профил на современо здружение, каде главната улога и местото ја има пред се обичниот пензионер. До Министерството за економија пристигнале 365 барања за надоместување на дел од трошоците закупени вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци. Винарските визби до утре поточно 15 февруари треба да ја исплатат и втората рата од 40% што ја должат на лозарите за ланскиот род. Вестите од Македонија во продолжение.
365 барања за надоместување на дел од трошоците за купени или вградени ПВЦ или алуминиумски прозори во домаќинствата стигнале до Министерството за економија. Како што информираат од Министерството, за оваа намена во буџетот се обезбедени 20 милиони денари, а доделувањето на надоместокот ќе се врши по принципот прв дојден, прв услужен, се до искористување на средствата. Од Министерството подсетуваат дека со оваа стимулативна мерка се надоместуваат дел од трошоците во износ од 50% од вкупната инвестиција, но не повеќе од 500 евра во денарска противредност по домаќинство. Доколку сите баратели кои поднеле комплетна документација го остварат правото на надомест во максималниот износ од 500 евра, со обезбедените средства ќе бидат субвенционирани најмалку 635 домаќинства. Со оглед на тоа што се очекува различен износ на инвестиции од страна на домаќинствата, со мерката ќе се поддржат околу 700 домаќинства, велат од Министерството за економија. Право на учество на јавниот оглас имаат купувачите кои имаат купено или вградено во своите домови ПВЦ или алуминиумски прозори, со кои ќе ги заменат старите дрвени прозори по денот на објавувањето на јавниот оглас. Покрај тоа, барателите треба да достават и пополнет образец за барање за искористување на правото на надоместок, кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на Министерството. До утре 15 февруари, винските визби треба да им ја платат на лозарите и втората рата од 40% за откупеното грозје. Винарските визби главно се придржуваат до законските рокови за исплата на ратите за откупеното винско грозје. Според законот, исплатата е во рок од 6 месеци и на 3 рати од превземањето на откупниот род. Првата рата од 20% требаше да се исплати до 15 декември, а втората од 40% најдосна до 15 февруари и последниот износ до крајот на април. Досега од вкупниот долг за купеното винско грозје од реколтата 2016 се исплатени безмалку половината или 46%. Во Македонија лани беа собрани 180 милиони килограми винско грозје. Дел се извезува во странство, а поголемиот дел останува и се преработува во домашните вински визби. Осум рудари загинаа, тројца се повредени во експлозија која што се случи изутринава во рудник за јаглен во централна Кина. Експлозијата се случила околу 1 часот и 30 минути во кинеската провинција Хунан, а 18 рудари успеале да побегнат. Причините за експлозијата не се познати, но се претпоставува дека станува збор за експлозија на газ, што е честа појава во рудниците поради искрите. Вестите од светот. Најмалку 32 лица загинаа, 13 се повредени во Тајван, кога автобус кој превезувал туристи се превртел на патот близу до главниот град Тајпеј. Локалната полиција соопштува дека неголемиот дел од патниците биле постари луѓе од главниот град, кои се враќале од учеството на празникот на црешовиот цвет во градот Тајчунг. Според полицијата, нема загинати или повредени странци. Несреќата настанала најверојатно од неприлагодена брзина на автобусот со приликите на патот, соопшти полицијата. Во јули минатата година, во автобуска несреќа загинаа 26 лица, откако возило се запали целосно изгоре. Истрагата подоцна утврди дека возачот на автобусот бил самоубиец, кој самиот го запалил возилото и ја предизвикал катастрофата. Останува во сила наредбата за евакуација на приближно 200.000 лица кои живеат во реонот под браната на највисокото вештачко езеро во САД Оровил. На пресконференција шерифот на округот Бут, Кори Ханија, изјави дека размислуваат што да се направи за луѓето да останат во своите домови. Калифорниските власти ја испуштаат водата од вештачкото езеро за да го намалат притисокот врз оштетениот преливник на браната, што се заканува врз јавната безбедност и е причина за вчерашната наредба за евакуација. Ханија изјави дека одлуката луѓето да се натераат да ги напуштат своите домови не била лесна и дека главната причина што надвладеала при незиното донесување било гарантирање на безбедност
безбедноста на луѓето кои живеат во реонот на браната на езерото. Според шерифот, во моментот се разгледуваат варијантите како населението да се врати во своите домови. Тој изјави дека е можно да се нареди прво да се поправи преливникот на браната и дури потоа луѓето да бидат пуштени да се вратат во своите куќи. Тој додаде дека над 500 затвореници од затворот во округот Бут биле безбедно префрлени во соседниот округ Аламида. Документи на активисти за заштита на природата покажуваат дека уште во 2005 година алармирале за состојбата на преливникот на браната. Грчките земјоделци денеска ќе одржат протестен митинг во Атина против најавените владини реформи. Тие бараат укинување на осигурителните тарифи, намалување на возраста за пензионирање, неоданочен семеен приход од 12.000 евра и неоданочено гориво, ниски загарантирани цени за нивните производи, како и пониски камати за земјоделските кредити до 200.000 евра. Демонстрантите јавија дека владата одби да ги исполни нивните барања, па затоа ги повикаа и работниците да ги поддржат во протестот. Министерот за земјоделие Евангелис Апостолу изјави дека финансиската состојба на земјата не дозволува осигурување на натамошна помош, но изрази подготвеност за институционална интервенција при решавање на проблемите во секторот со цел да се намалат трошоците на производство. Времето денеска ќе биде претежно сончево. Дневната температура ќе се движи од 4 до 9 степени. Во наредните денови ќе преовладува сончево време. Дневната температура ќе биде во постојан пораст, особено во четврток, кога ќе биде најтопло, а утринската температура ќе биде релативно ниска. Деталите во продолжение. Завршуваме со дневникот и ви благодарам што не следевте. Пријатно!